Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Започна кампањата за локалните избори во Македонија, која ќе трае 20 дена, односно до 17 октомври. Политичките партии и независните кандидати веќе почнаа да ги промовираат своите програми. На денешната пресконференција кај Заполшки мост во Прилеп, кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМН и коалицијата Дејан Продановски најави решавање на проблемот со сообраќајниот хаос во центарот на Прилеп и обиколницата Исток и Запад. Кандидатот за градоначалник на коалицијата предводена од СДСМ за Прилеп, Петра Лукаровска, вечерва ќе одржи промоција на изборната програма во Центарот за култура Марко Цепенко. Кандидатот за градоначалник на општина Прилеп Дејан Продановски денеска оствари средба со пензионерите од градот, со кои разговараше за нивните потреби и предизвици. Денеска православните христијани го прославија празникот на верата, надежта и љубовта, символот на христијанството. Времето денеска облачно со услови за слаби врнежи од дожд. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Локални избори 2025. Започна кампањата за локалните избори во Македонија, која ќе трае 20 на дена до 17 октомври. Политичките партии и независните кандидати се обидуваат да ги придобијат граѓаните преку представување на своите програми во услови на очекување остра реторика и црна кампања. Политичките партии и независните кандидати овие 18 на дена ќе се обидат да ја придобијат довербата на граѓаните со представување на своите програми. Главните политички ривали ВМРО-ДПМН и СДСМ започнаа кампањата со митинзи низ државата. ВМРО-ДПМН започна кампањата во Скопје, промовирајќи го својот кандидат за градоначалник, додека СДСМ одржа централен настан во Крушево. Аналитичарите предвидуваат дека кампањата ќе биде жестока, со можност за црна кампања и наратив кој честопати нема да биде поврзан со локалните проблеми. Иако се очекува кампањата да биде обременета со теми од национален интерес, клучните прашања за граѓаните на локално ниво остануваат: загадувањето на животната средина, јавниот превоз, урбанизацијата, чистотата, состојбата со инфраструктурата. Инаку, овие се 8 поред локални избори од независноста на Република Македонија. Кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН и коалицијата Дејан Продановски денеска одржа пресконференција кај Заполшки мост, најави решавање на проблемот со сообраќајниот хаос во центарот на Прилеп. Почитувани сограѓани, обновата е наш завет, наша мисија. Заедно можеме со честност и одговорност да обезбедиме сигурна иднина за нашите сограѓани. Не верувајте во празни зборови, верувајте во дела. Ние ќе покажеме како честно и одговорно се работи, бидејќи имаме сила и визија за нови промени. Нашата програма не е само лист хартија и празно ветување. Тоа се реални проекти за подобар живот на прилепчани. Еден од најголемите приоритети представува изградбата на обиколниците Исток и Запад, современи сообраќајни решенија кои ќе ја променат иднината на Прилеп. Обиколницата Исток во должина од 1,6 км и профил од 5,5 метри ќе биде директна артерија што ќе ги насочи тешките товарни возила надвор од срцето на градот. Таа ќе се протега од стариот пат кон Вештачкото езеро, преку Склештен мост, се до клучката за новиот автопат.
Со тоа ќе се растовари центарот, ќе се намали метежот и загадувањето, а прилепчани ќе добијат почист воздух и мирен сообраќај низ централното градско подрачје. Обиколницата Запад е огромен капитален проект, долга 4,5 км, со модерен профил од 26 метри, кој ќе опфати коловозни ленти, велосипедски и пешачки патеки. Кандидатот за градоначалник на коалицијата, предводена од СДСМ за Прилеп, Петра Лукаровска, вечерва ќе одржи промоција на изборната програма. На презентацијата ќе бидат промовирани членовите на кандидатската листа за советници од коалицијата, предводена од СДСМ. Почетокот на презентацијата е во 19 часот, информираат од Општинската организација на СДСМ. Кандидатот за градоначалник на општина Прилеп од ВМРО ДПМНЕ Дејан Продановски денеска освари средба со пензионерите од градот, со кои разговараше за нивните потреби и предизвици. Продановски истакна дека пензионерите се значаен дел од општеството и заслужуваат поголемо внимание и почит. Сдруженијето на пензионери во Прилеп брои над 12.000 членови и е едно од најголемите во Македонија. Продановски нагласи дека дел од барањата на пензионерите веќе се предвидени во изборната програма на ВМРО ДПМНЕ, а наскоро ќе следат и конкретни решенија. Локални избори 2025. Денеска православните христијани го обележаа христијанскиот празник Вера, нада и љубов, кој што представува празник посветен на жените и нивните ќерки. На овој ден се празнува споменот на познатата римјанка Софија, која своите ќерки ги воспитувала да имаат вера во себе си во Бога, да имаат надеж во неговата добрина и љубов кон ближните и кон Севишниот. Христијанството тврди дека вера, надеж и љубов биле личности кои навистина постоеле. Вера во моментот на апсењето имала само 12 години, нада 10, а љубов 8 години. Мачителите по тој редослед најпрво ги мачеле, а потоа и ги убиле една по една. По наредба на царот, вера, нада и љубов најпрво се тепани, потоа фрлени во врела смола, а на крајот им се сечени делови од телата пред да се фрлат во огнот. Преданијата велат дека нивната мајка Софија 3 дена на гробот на незините ќерки го молела Бога да ја земи. Бог после третиот ден ја зел и однел во рајската населба кај незините деца. Имен ден денеска празнуваат Софија, Совка, Вера, Верица, Нада, Надежда, Натка, Љупчо, Љубен, Љуба, Љубица. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната температура достигна до 24 степени Целзиусови. Временска прогноза. Слушавте Пелагонска хроника. Продукција Радио Пела. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација новинар Никола Димески и Елизавета Филиповска. Септември 2025 година.